На ова мора да ставиме крај. И најдобриот начин да ставиме крај на оваа работа е масовна излезност и на 24 април и на 8 мај. Клучна е масовна референдумска излезност, затоа што никој не прашува дали ВМРО ДПМН ќе победи, прашањето е како и со колку ќе победи. Никој не прашува дали Гордана Силјановска Давкова ќе победи, прашањето е само со колку ќе победи. Има бројни така наречени сценаристи кои што размислуваат на разни сценарија. Едно од главните сценарија им е да го бойкотираат вториот круг на избори, со цел изборите да не успееле. Најдобар начин да се спротивставиме на таа работа е масовна излезност на 24 април, 6 цифрена разлика, над 100.000 разлика гласа за Гордана Силјановска Давкова, како и можеле да ги демотивираме сите оние кои што размислуваат на ова опција. И затоа е битно да се мобилизираме сите и да излеземе на гласање. Втората работа која што сакам да ја кажам за Стево Пендаровски. Обожува себе си да се представува и да се портретира како чесен, скромен, човек без скандали. Обично тоа се работи кои што другите треба да ги кажуваат за вас, ама кај Стево самиот ги кажува за себе, па можете да видите дека држи говори, прави промо видеа и така натака, во кој што вели јас сум чесен човек, немам ни една афера, ни еден криминал и така натака. Но еве го кампањава влезе во втората недела, одбегнува да ми одговори на 3 прашања кои што му ги поставувам секаде каде што одам. Неам јавен настап, неам митинг, неам обраќање на кое што не му ги поставувам истиве 3 прашања кои што ќе ги поставам овдека од Беровци. Ова дали знае кај Беровци му беше гратис, бонус. Само за тука, ама како што ви кажав, да има опција да погоди кај сте на мапа или втор мандат, ќе остане без втор мандат, толку си ја знае државата. Но 3 прашања кои што ми поставувам се следните. Прво, ако е толку чесен, зошто го потпиша законот за измени на кривичниот законник, со кој што се направи амнестија на криминалците? Второто прашање. Каков е тој чесен председател, кој што збор не кажал за ниедна крими афера која што се случува во државата? За ниедна крими афера во Македонија, која што ја обзнанувала ВМРО ДПМН, збор нема кажано. Нема кажано. И третата работа. Каков е тој чесен председател, кој што дозволува кампањата да му биде финансирана од крадени ваши народни пари, главно преку тендери од рударско-енергетскиот комбинат Битола, кој што е на 50 на километри воздушно од овдека од вас. Ова се 3 прашања кои што ги поставувам на секој јавен собир. Еве ги поставувам и вечерва и му давам шанса на Стево Пендаровски да одговори на истите доколку е навистина така чесен како што тврди, ама очигледно не е. Па еве Стево, повели уште еднаш да те замолам да ги одговориш овие прашања. Можеш после лично да ме навредуваш. Гледам дека обожува тоа да го прави и мене, и Силјановска Давкова, и Мицковски не навредува. Нека продолжи да не навредува, ама откако ќе заврши една тура навреди, мислам дека е фер да одговори на овие прашања, затоа што во политика луѓето прашуваат. Овие прашања јас не сум ги измислил. Народот ги кажал кај мене за јас да ги поставам во јавност, јас ги поставувам и мислам дека треба да ги одговори Стево Пендаровски.